и политиката и Пријатно. Добар ден. Повелете од нашата програма што нуди програмата за младите. Младите. Нашите мерки за младите се сеопфатни, почнувајќи од субвенции за вработување на младите, од бизнис инкубатори кои што ќе финансираат вработување на млади предприемачи кои што ќе работат под менторство на искусни луѓе. Предвидовме студентски град во Скопје, бидејќи сите гледате во какви мизерни услови живеат студентите, што е под секое достоинство, под секаква чест за живење. Предвидени се електронски студентски картички во кои што практично младите ќе можат да ги користат сите бенефиции, ќе користат бесплатен јавен превоз, а исто така ќе користат и попусти кои што ќе им бидат понудени со тие картички. Така што нашите мерки се од најмлади до повозрасни млади. Студентските ќе имаат бенефиција и со студентските стипендии, значи ќе се зголеми фондот на средства и ќе се распределуваат на правичен начин, не вака како што гледаме сега дека се случува. И за средношколците и за оние кои што се во основните училишта ќе имаме укинување на екстерното тестирање. Сите ние кога сме учеле немало екстерно тестирање, имало по-добар квалитет на образование, така што практично еден добар дел од програмата опфаќа мерки за младите луѓе. Мислам дека ќе си ја најдете перспективата да останете во Македонија, а не да барате перспектива надвор од границите. Се среќа нека и ќе се слави на 27 за еднината на младите. Наша победа, можеме народе заедно да победиме. Чест и задоволство ми е да се обратам пред вас вечерва како кандидат за пратеник од оваа општина, а уште поголема чест ми представува што Карпош, како што рекоа и пред малку, ќе го има најмладиот пратеник во историја на парламентарна демократија во цела Европа. Пред нас се двојни избори кои значат многу. Неколку пати сме го повторувале ова досега, но навистина овие избори се од суштинско значење и ќе бидат еден вид на референдум за да одлучиме ние сите заедно во кој правец сакаме да се води државата. Дали да стагнира и да тапка во место како што беше досега, или да се насочи кон запад, кон Европа, кон оној вистинскиот просперитетниот пат. Така да нашата партија токму за овие избори одлучи да понуди нови кадри, млади кадри, но и кадри кои се етаблирани во нивните професии, да понуди нова програма, нов концепт и одличен кандидат за председател. Тоа е она што бараме од вас да го поддржите на 13 април, нашиот кандидат Стево Пендаровски, кој на 13 април ќе биде предвесник за промената која што доаѓа на 27. Доказ дека на нашата партија и се битни младите, покрај тоа што ќе имаме овој пат на високо место на пратеничките листи млад пратеник, имаме и клучен дел од програмата на партијата кои што завземаат мерките за младите. Младинските гаранции, бизнис инкубаторите, многуте видови на пракса, како и субвенционирањето за вработување на млади луѓе, имаат една единствена цел да создадат нови работни места за младите и да престане ова иселување, да си ги задржиме младите кои што се тука да останат во државата, а оние кои што ја напуштија да се потрудиме и да ги вратиме, да им обезбедиме одлични услови за работење, за живење, а на студентите да им обезбедиме услови како што доликува на едно модерно општество, да изградиме нови студентски домови и Скопје конечно да добие нов студентски град со целосно нови студентски домови. Сето ова можеме да го реализираме сите заедно само на еден и единствен начин. Да ни ја дадете вашата поддршка на 13 април за нашиот кандидат Стево Пендаровски, а потоа на 27 април само да ја потврдиме победата на Стево и да ја потврдиме промената која ќе дојде во Македонија и конечно сите на 27 април да кажеме дека ние бираме Македонија да чекори по европскиот
по просперитетниот пат.